За Америка, политичката ситуација во Македонија во моментов е комплицирана, но земјата останува цврсто на патот на евроатлантската интеграција, изјави денес во Штип амбасадорот на САД во Македонија Пол Волерс, коментирајќи ги оставките на опозицијските пратеници. Everyone's reading the same things in the newspapers that I'm reading. They all know how complicated the situation here. Сите ја следиме ситуацијата и знаеме дека таа е доста комплицирана. Мисијата за Македонија и нејзините влади останува иста уште од осамостојувањето, а тоа е влегување на Македонија во НАТО и Европската Унија. Ги бележиме сите демократски активности на Македонија што ја водат до овој пат и тоа е заедничка цел на сите нас и се надевам дека заеднички ќе го успееме. That's hopefully everybody's goal, and we'll continue to work to try to make that happen. Инаку пријателството со македонскиот народ Волерс денес го потврди и со подароци. Штипската библиотека од амбасадата на Америка доби Kindle таблети. Ова не е прва донација од амбасадорот. Значи ова е, да речем, втора, трета донација. Се состои од 4 Kindle кои што многу ќе вас големи креативноста на луѓето кои што дајат на нашите корисници, ќе биде од голема полза. Well, as you know, we've had an American corner here for Веќе 2 години нашето американско катче се наоѓа во просториите на библиотеката Гоце Делчев. Со ова сакаме да изразиме нашата благодарност за соработка и можностите кои ни ги нудат вработените. Американското катче и библиотеката се на располагање на луѓето од Штип кои сакаат да научат нешто повеќе за американската култура. in Stip and show them a little about the United States, give them opportunities to come in. Освен во Штип, амбасадорот Волерс денес беше на посета и во Пробиштип, каде со градоначалникот Оневски разговараа за можностите за една соработка, а ја посети и минералошката збирка.